Почитуван заменик председател на владата на Република Северна Македонија господине Фатмир Битики, почитуван представник на делегацијата на ЕУ господин Худолин, почитувани екселенции, почитувани градоначалници, представници на социјалните предпријатија, на граѓанскиот сектор, почитувана тим лидерке на проектот Драга Барбара Садовска, почитувани присутни. Ми представува особено задоволство заедно да го отвориме првиот национален центар за поддршка на социјалните предпријатија и со тоа да преминеме во нова, уште понапредна фаза во реализација на нашата цел развој на социјалното предприемништво. Воспоставувањето на овој центар представува значаен чекор во обезбедување на континуирана, конкретна и експертска поддршка на социјалните предпријатија преку едукација, советување, обука, како и финансиска поддршка за зајакнување на локалните заедници. Министерството за труд и социјална политика со поддршка на владата го обезбеди просторот кој со средства на ЕУ се реновираше и денес имаме место кое ќе ја поддржува социјалната инклузија, интеграција, развој на социјалната економија и социјалното предприемништво во земјата. Но и место кое ќе се заснова на етички вредности, ќе ја поттикнува солидарноста и ќе побудува позитивни чувства. Клучната улога на социјалните предпријатија е да обезбедат рехабилитација и реинтеграција на пазарот на трудот, сигурна и стабилна иднина на тешко вработливите лица, лицата со социјален ризик, поранешни зависници, лица кои порано биле во судир со законот, но и лица со попреченост. Сите овие ранливи категории на граѓани преку социјалните предпријатија добиваат шанса да се вклучат во заедницата, да заработат за сопствена екзистенција и да предонесат за развој на локалната, но и на националната економија. За да се постигне тоа, потребно е да се креираат мерки, потребно е да се изнајдат решенија кои ќе ги подобрат условите за нивната работа. Ова пред се значи промена во легислативата, државни програми за материјална поддршка, како избор на модел за нивно организирање. Во таа насока, владата на Република Северна Македонија неодамна ја усвои првата национална стратегија за развој на социјалните предпријатија за периодот од 2021 до 2024 година, како и акцискиот план за периодот од 2021 до 2022 година. Почитувани присутни, Министерството за труд и социјална политика е носител на процесот за поддршка и развој на социјалните предпријатија со вклученост на сите засегнати страни и значајна експертска поддршка од Европската унија преку проектот поддршка на социјалните предпријатија. Приоритетите за развој на социјалните предпријатија се: прво, воспоставување на соодветна правна рамка која ќе ги дефинира суштинските карактеристики на социјалните предпријатија, ќе дефинира што е социјално предпријатие, критериуми за стекнување статус на социјално предпријатие, нивната регистрација, даночен третман, мониторинг и така натаму. Министерството го отпочна и процесот за подготовка на законот за социјални предпријатија, нивното препознавање, соодветна поддршка кој планираме да биде готов до крајот на следната година. Вториот приоритет е создавање на култура за социјално предприемништво. Таа, меѓу другото, ќе се гради преку организирање на национални сајми за социјални предпријатија, како што е овој денес, организирање на регионални сајми, какви што се одржуваат во моментов во различните плански региони во земјата. Воедно ќе се креира и развие ознака за производи и услуги произведени од социјалните предпријатија, преку која лесно ќе бидат препознаени на отворениот пазар. Ќе се создаде ресурсна платформа за социјални предпријатија и ќе се креира механизам за препознавање и признавање на најдоброто социјално предпријатие. Следен приоритет е вмрежување и градење на капацитети за поддршка и развој на социјалните предпријатија на регионално ниво. Центарот за поддршка на социјалните предпријатија и развојот на социјални предпријатија ќе обезбедува заедно со 8 плански региони поддршка во неодамна воспоставените точки во Скопје, Велес, Штип, Тетово, Струмица, Охрид, Битола и Куманово. Овие регионални точки имаат за цел да обезбедат услуги согласно потребите на социјалното предприемништво,
да им овозможат градење на капацитети, вештини и знаења и она што е особено важно, да воспостават локални партнерства неопходни за водење на социјалните предпријатија. Истовремено да имаат инклузивна улога и да креираат работни места за ранливите групи на граѓани во локалната заедница. Особено е важно да се подготват финансиските институции да ги споделуваат вредностите на социјалните предпријатија, да се развијат и да овозможат соодветни финансиски инструменти за потребите на социјалните предпријатија, имајќи во предвид нивната солидарна мисија, комбинирана со предприемачкиот пристап. Социјалните предпријатија ќе бидат оперативни доколку имаат олесен пристап до пазарите, олеснување на условите за набавки во однос на резервирани договори, но и создавање можности за соработка на социјалните предпријатија со традиционалните бизниси, како и поттикнување на корпоративната општествена одговорност на компаниите. Во таа насока, важно е да се поттикнува, да се развива и формализира соработката меѓу големите компании, традиционалните бизниси и социјалните предпријатија со препознавање и вклучување на социјалните предпријатија како партнери во нивните синџири на снабдување. Огромен потенцијал има и во соработката на малите и средните предпријатија кои што имаат значајна улога во локалниот развој. Многу од нив произведуваат услуги и производи кои се продаваат локално, па социјалните предпријатија би можеле полесно да ги пласираат своите производи и услуги ако ги здружат силите со малите и средни предпријатија и ако ги користат нивните канали за дистрибуција, клиенти и маркетинг. Особено е значајна улогата на компаниите во обезбедување на финансиска поддршка на социјалните предпријатија, како при нивното формирање, така и во нивната одржливост. Уште еднаш би сакала да нагласам дека денес е навистина посебна чест заедно од сите да го отвориме Центарот за социјални предпријатија во Република Северна Македонија. Со овој центар обезбедуваме системска поддршка на веќе постоечките, но и на новите социјални предпријатија кои што имаат исклучително значаен удел во решавање на клучните предизвици на локално ниво поврзани со сиромаштија, невработеност и други социоекономски прашања неопходни за интеграција на ранливите групи на граѓани. На крај, успехот ќе биде поголем доколку се создадат локални мрежи за взаемна поддршка, за развој на социјалното предприемништво и од тука ги охрабрувам општините, компаниите, граѓанското општество и пред се граѓаните да ги здружат своите сили за идни креативни иницијативи за развој на заедницата и за развој на социјалното предприемништво. На ангажираните во центарот им посакувам со ист ентузијазам и жар да поддржуваат социјални предпријатија кои ќе создаваат сопствена успешна приказна. Ви благодарам.